Грција го направи првиот свој обид да се врати на пазарот на врзници по 3 години. Тоа според експертите било уште еден знак дека се намалува должничката криза на таа земја. Грција ги повика држителите на незините 4,75% на исплатени обврзници, чиј рок на исплата е во 2019 година, да ги понудат за готови пари. Економскиот аналитичар Ник Кавказ во врска со ваквиот потек на грчката влада вели. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό βήμα. Όμως είναι μόνο ένα βήμα. Θεωρώ ότι είναι κυρίως αυτό που πρέπει να κοιτάμε περισσότερο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο βαδίζουμε. Σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το μέλλον, το κοντινό μέλλον κιόλας, θα δείξει αν τελικά ήταν μια καλή κίνηση ή όχι. Тој пак за најавата на Атина дека планира да понуди нова 5-годишна врзница додава. Το timing ενδεχομένως να είναι λίγο πιο ρυψοκίνδυνο σε αυτή τη φάση, αλλά εκ του αποτελέσματος θα κριθεί ούτως ή άλλως το όλο εγχείρημα. Ελπίζουμε ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής εξόδου στις αγορές. Грција последен пат се впушти во меѓународниот пазар на врзници во 2014 година. Тоа беше една година пред тогаш новоизбраниот премиер Алексис Ципрас да потпише нова финансиска помош, инаку трета за Грција од 2010 година. Помошта беше договорена по неколку месечни напнати преговори со Европската Унија и со Меѓународниот монетарен фонд. Во минатиот месец Грција склучи пресудна контрола врз финансиската помош. Во исто време, незините кредитори понудија детали за мерките што ќе се спроведат кога нивната тековна финансиска помош ќе заврши во 2018 година, со цел да се намали големиот долг кој изнесува 180% од економскиот производ. Ваквиот развој го отвори патот за грчкиот пазар, за кој владата на Ципрас вели дека треба да се смета за своевиден тест и за дел од севкупната стратегија за да се осигура дека земјата може целосно да се врати на пазарите во идната година.